Можеме да продолжиме. Добар ден на сите. Знам дека имавте до прва прилично долга сесија во која се надевам дека се опфатија сите главни аспекти во однос на она што е на кој е посветено изданието на политичка мисла, поглобално. Сега се надевам дека ќе опфатиме уште поширок фокус на теми кои се однесуваат на надворешната политика. Инаку моето име е Ненад Марковиќ, основач и член на Институт за демократија и социјета Цивилис од Скопје, уште од самото основање и доцент на политичките студии при Правниот факултет Јустинијан I во областа на политичката теорија. Имам чест денеска во овој елитен состав да модерирам втората сесија на оваа панел дискусија или на оваа тркалезна маса. Би сакал само на почетокот да укажам на тоа или да искажам еден став дека можеби ќе го прошириме малце фокусот на дебатата во овој состав, нели, на втората сесија, на другите аспекти на дипломатијата, на дворешната политика, дека нели секогаш точката на фокус не е името, но секако постојат многу други аспекти кои заслужуваат да им се обрне посебно внимание. Сепак тоа го оставам на дискреција на говорниците, кои би сакал во оваа прилика да ги представам, и потоа затоа што сме стеснети малку со време би сакал да тргнеме со излагањето. Правилата на сесијата се да секој од излагачите има 10 минути да ги искаже своите тези, да ги искаже својот став, пошто нели ќе оставиме, се надевам дека ќе ни остане доволно време. Јас ќе инсистирам како модератор да ни остане доволно време да продискутираме околу она што ќе биде кажано. Инаку со нас денеска си по тој редослед ќе излагаат на оваа сесија господин Александар Спасеновски, пратеник во Собранието на Република Македонија и почитуван колега од Правниот факултет Јустинијан I, господинот Гордан Георгиев, исто така пратеник во Собранието на Република Македонија и колега политолог, господинот Звонимир Јакуловски, универзитетски професор, Јован Андоновски, државен секретар во Секретаријатот за европски прашања, и Стево Пендаровски, исто така универзитетски професор и член на дипломатскиот совес на СДСМ. Мислам дека имам идеалната комбинација за да на некој начин направиме не само фоллоуап на она што беше кажано на првата сесија, туку да отвориме сосема нови димензии на она што на кој го посветивме и овој број на политичка мисла, тоа е секако надворешната политика, дипломатијата и се она што се однесува на тој домен. Јас не би должил понатаму. Може би ќе имам по една мала интервенција на секој од дискусиите како би можел да направам еден мост со она што следно дали ќе се дискутира. Збор би му дал на мојот почитуван колега Александар Спасеновски. Ти благодарам, Ненад, ви благодарам на присуството, но секако благодарности до Фондацијата Конрад Аденауер, со која од 1999 година, кога што туку бев запишан на Правниот факултет во Скопје, започнавме да соработуваме, тогаш јас како нивен стипендијант, меѓутоа еве и сега низ годините до денес. Исто така чувствувам потреба да им се заблагодарам и да ги поздравам моите професори, а потоа нели колеги од Правниот факултет, професорот Денко Малевски, кој што на постдипломските студии не воведе во тајните на меѓународната политика, и секако професорката Тања Каракамишева, каде нели слушав предавања по уставно право и политички систем, а потоа и заедно сме на истата катедра откако јас бев избран за помлад асистент на факултетот. И се разбира најголема благодарност до студентите кои што имаат завршено правен факултет и со кои што сме се гледале по ходниците на оваа институција. Инаку во однос на оваа тема се разбира е исклучително тешко да се говори заради тоа што имам впечаток, и тоа често пати се констатира на различни форуми, дека практично сите знаат се, како што научеше професорот за меѓународните односи, и најчесто кога ги да почнеме да дискутираме за некоја тема со наши соговорници, често пати биваме прекинати да ни се каже некоја поголема вистина од соговорниците во однос на меѓународните односи. Веројатно тоа е така заради тоа што станува збор за тема која што повеќе или помалку ги погодува сите, и согласно тоа сите граѓани на Република Македонија имаат сопствен став во однос на истата. Меѓутоа сметам дека должност на политичарите, и особено на научната и на обштествената образовна јавност, би рекол, во Република Македонија, е да ги
определува границите во рамките на кои ќе се движи општата генерална дискусија во Република Македонија и се разбира да ги отвара некогаш непријатните теми кои што политичарите како мене во случајов и други се разбира не сакаат често пати да ги отворат заради тоа што сметаат дека можеби тоа ќе им предизвика дополнителен проблем на следните парламентарни избори. Во однос на меѓународната политика на Република Македонија, мислам дека тоа веројатно денеска неколку пати е повторено и во текот на денот уште неколку пати ќе се повтори, а тоа е реферирањето на клучните приоритети. Сметам дека и во оваа прилика е добро тоа да се спомене заради тоа што сметам дека врз основа на приоритетите извираат и задачите на македонската дипломатија, што впрочем представи темата на денешниот панел. Во однос на приоритетите, мислам дека е апсолутна согласноста дека членството на Република Македонија во Европската унија и во НАТО е основниот приоритет на македонската надворешна политика и основната задача на македонската дипломатија, и во тоа светло се разбира се и развојот на односите со нашите клучни партнери, какви што се Соединетите американски држави, Сојузна република Германија и други важни за нас држави. Меѓутоа исто така во ова светло треба да го гледаме и потребата од натамошен развој на добрососедските односи на Република Македонија со државите кои што не обкружуваат. Во светло на овие клучни приоритети сметам дека треба да гледам и задачата на македонската дипломатија, која што ги остварува своите задачи обидувајќи се особено во делот на меѓународните односи, и мислам дека тоа е особено важно да се истакне во оваа прилика, е фактот дека особено во делот на надворешните односи и во однос на македонската дипломатија која што технички би рекол и политички ги спроведува истите, е обврската би рекол, иако не пишана и не стриктно наведена, од градење на консензус внатре во Република Македонија, најмалку на две нивоа. Првото ниво е помеѓу власт и опозицијата во однос на клучните надворешно политички приоритети, и секако потребата од градење на консензус и согласност во одредена мера помеѓу македонскиот народ, албанците, турците, власите, србите, ромите и сите други кои што се конститутивни елементи во Република Македонија, и согласно на тоа имаат своји позиции, своји легитимни ставови во однос на сите прашања, па и во однос на македонската надворешна политика. Сите решенија во Република Македонија кои што се резултат на оваа согласност помеѓу клучните политички актери и се разбира различните конститутивни елементи во Република Македонија, мислам дека во себе содржат енергијата да имаат поголема успешност и да представуваат значителна корист за Република Македонија. Во однос на дипломатијата самата по себе, мислам дека е исто така особено важно да се почне или да се тргне од фактот дека нашата дипломатија треба да биде сообразена со карактерот на македонската држава. Република Македонија, како што впрочем тоа и го слушавме на курсот на магистерскиот курс на правниот факултет, како мала држава има сопствени интереси и согласно на тоа ја проектира и ја вообличува, ја организира сопствената дипломатија. Република Македонија како мала држава има одредени предности, се разбира, кои што со себе го носи сето тоа, но и одредени слабости исто така. Во однос на предностите, мислам дека дипломатијата на малите држави е ослободена од фактот дека има обврска која што светската заедница очекува од нив да се грижат за глобалните, сериозните теми кои што го окупираат светот во дадениот историски момент. Република Македонија како држава сојузник на на дел од големите светски сили, која што има собствена амбиција да стане дел од Европската унија и од НАТО, е ослободена од грижата за таквите теми. Единствено од нашата дипломатија во овој случај сметам дека се очекува да покаже солидарност во однос на поголемите партнери кои што ја имаат преземено врската да ги решаваат горливите светски прашања. Имајќи го предвид фактот дека нашата држава е ослободена од теретот да се занимава со во најголема мера се разбира со овие теми, останува просторот македонската дипломатија да се концентрира на други, би рекол, исто така важни прашања од социјален, од економски, од општествен, од културолошки и од друг аспект, кои што треба да придонесат Република Македонија да биде далеку повидлив сегмент во меѓународните односи. Во однос на конкретните аспекти на дипломатијата на Република Македонија, мислам дека е особено важно и во оваа прилика уште еднаш да се спомене фактот дека никогаш
не може да недостасува поголема професионалност на македонската дипломатија. Знаеме дека тие теми со различен интензитет во различни историски периоди биле предмет на позасилен или на помала грижа на граѓаните на Република Македонија и на медиумите, но мислам дека на дипломатијата на Република Македонија се уште и недостасува или барем би требало да има уште повеќе професионалност во однос на македонската дипломатска служба. И второ, имајќи ја предвид уставната композиција на институциите кои што се занимаваат со водење на дипломатијата на Република Македонија, мислам дека би рекол на влезот од третата деценија од самостојноста на Република Македонија, мислам дека тој баланс помеѓу клучните политички актери кои што се грижат за